Небесата ги величаат Твоите чуда, Господи, и Твојата верност во собранието на светите. Господи, Боже на двоинствата, кој е како Тебе? Силен си, Господи, и вистината те обкружува. Nebesa
Христос воскресна. Црквата многу внимание обрнува на двата најголеми празника, Божик и Великден. И со право, бидејќи Божик е моментот кога Господ се отелотворил, станал еден од нас и ја почнал таа неверојатна приказна за како Господ чекорил на земјата. А Великден е моментот на најголемата победа кога Господ Исус Христос воскреснал и ја победил смртта. И со право, црквата толку многу внимание сакала да им даде на тие два празника, што 40 дена пред празниците се подготвува дочекот на тие празници. Например, имаме во источната црква имаме 40 дневни пости пред Великден и пред Божик, а во западната црква имаме 40 дневна исчекување на Божик кој се вика адвентно време, или исчекувањето на Великден се вика лент период. Повторно 40 дена и црквата го исчекува. Посебно пред Великден неделата која се вика страстна недела. Исус се следи секој чекор, што и да прави, што и да каже. Едноставно црквата обрнува внимание. Доаѓа Великден, огромна прослава, сите се радуваат, се прави фешта неверојатна дека Христос воскресна и толку. Од прилика тука се враќаме во нормала. Луѓето што биле на пост се враќаат на своето секојдневно мени. Се враќаме во нормала, во тој ритамот на животот со кој сме живееле претходно. Се враќаме на секојдневието на активностите и продолжуваме со животот понатоа. Верувам дека црквата не би требало Великден да го сведе како на еден холивудски хепи енд после страшно и тешко време и на крај се завршува и диен, конец, толку готово. Во историјата црквата знаела да го одржи тој период после Великден за една посебна работа, а тој прослава. Прослава после најголемата победа во историјата на човештвото. Црквата после 40 денови после Великден до Исусовото вознесување, црквата се поздравува со поздравот Христос се роди навистина, Христос воскресна, навистина воскресна. Има и зошто. Тука е најголемата победа во историјата на човештвото. Победата над смртта. И црквата тоа го прославува. Јас да кажеме сум најувач на Арсенал. Иако Арсенал последните 2-3 години не се како што треба, но има тие славно минато. И како најувач на Арсенал, верен најувач на Арсенал, сум дел од неколку групи кои постираат некои работи за тој клуб. И јас знам дека од време на време, тоест секој ден речиси, постираат слики или видеа од една славна генерација која имаше Арсенал, посебно 2003-2004 година, сезоната. Тоа беа генерацијата која ги вика Invincibles, тие кои се непобедени, тие кои немале ниеден пораз во сезоната. Навистина прекрасна генерација. Од време на време Арсенал навивачите ќе постираат некако видео или слика затоа што го прославува тој неверојатен момент. Јас верувам дека црквата на еден сличен начин се сеќава на славните Божји дела во историјата, а посебно на тие важни историски спасителни моменти преку Великден и Воскресението Христово. Тоа треба да е најголемата прослава на земјата бидејќи Христос воскресна. Во ова серија проповеди кои ќе имаме сега веднаш после Великден, ќе се подсетиме на средбите кои Исус ги има откако тој ќе воскресне. Тие се тоа што првите христијани ги прави толку непоколебливи, не е само дека го видоа Исус раснат или дека ги слушаа неговите проповеди, поучувања. Дури не е само и празниот гроб како таков, туку средбите кои тие ги има после празниот гроб, средбите кои ги има со Исус. Средбите после празниот гроб стана основен доказ за се што Исус најавуваше и стана потврда за празниот гроб. Многу од тие средби беа навистина неверојатни, но исто така беа и необично обични. Така ќе се вика нашата серија, необично обични средби. Еден ден тоа беше разликата која првите христијани ја почувствуваа, средбата со Исус. Само да ви кажам дека во тоа се нема променето ништо. И ден денес тоа прави клучната разлика. Средбата со Исус и денес
како и во првиот век, ја носи радоста, верата, љубовта, мирот, убеденоста, исполнувањето. Не се работи само за нешто ново да се слушне, да се научи или нешто ново да се примени. Се работи за тоа да се сретне Исус и денес, бидејќи веруваме дека тој воскресна и дека тој е жив. Денес ќе читаме за првата обична средба, која е како едно мало камче кое почнува една лавина, која трае до ден денес. Тој е веднаш првата случка на Великден е тоа. Ке читам од Лука 24 глава од 1 до 12 стих. Вели вака: А во првиот ден на седмицата, многу рано, жените дојдоа на гробот, носејќи ги мирисите што ги приготвија. И го најдеа каменот одвален од гробот. И кога влегоа, не го најдоа телото на Господа Исуса. И додека стојаа збунети заради тоа, ете, пред нив застанаа двајца мажи во светли облеки. Бидејќи беа уплашени, ги наведнаа лицата кон земјата. А тие им рекоа: Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е тука, воскресна. Спомнете си како ви зборуваше додека уште беше во Галилеја, говорејќи дека човечкиот син треба да биде предаден во рацете на грешниците и да биде распнат и да воскресне на третиот ден. И си ги спомнаа неговите зборови. И кога се вратија од гробот, им го соопштија сето тоа на 11-мината и на сите други. А тие беа Марија Магдалена и Јоана и Марија Јакововата мајка и други жени со нив. Им го кажаа тоа на апостолите. А ним овие зборови им изгледа како празна шега и не им веруваа. А Петар стана и отрча до гробот. Се наведна и ги виде само ленените завои и отиде назад, чудејќи се за она што се случило. Лука на почетокот на своето евангелие го адресира до еден свој пријател кој се вика Теофил. Кажа дека во тоа време, додека тој го пишува евангелието, дошол до многу обиди да се запише за случувањата поврзани со Исус, за неговиот живот, за смртта, за воскресението. Тој наоѓа многу списи кои луѓе очевидци ги пишале, наоѓа многу очевидци, сето тоа го истражува, го склопува и ни го дава како негово евангелие. Лука си зема за одговорност сите тие записи да ги истражи до детал и да види, да ги испита нивната точност, релевантност и да стави само некои важни случаи во своето евангелие. Случаи кои имаат силна порака и важна порака за следбениците понатаму. Значи, ако Лука одлучил да вклучи некоја приказна од Исус тука во евангелието, тоа треба да е исклучително важна приказна. Приказна која на нас треба нешто многу важно да ни искомуницира. Според Тим Келер, познат теолог и пастор на една црква во Њујорк, овде можеме да видиме како едно прашање поставено од ангелите, она кој го поставуваат на жените, открива 3 погрешни предпоставки во тоа како жените гледа на Исус. Открива 3 прекорувања од ангелите кон жените и кон секој од нас за погрешните предпоставки и верувања поврзани со воскресението на Исус. Прашањето на ангелите е реторичко прашање. Речиси треба да го разберат како прекорување, но не лошо, туку убаво, утешно, исцелително прекорување за жените. Прашањето гласи вака: зошто го барате живеот меѓу мртвите? Првото прекорување од ангелите е поврзано со порекнувањето на чудото на воскресението. Жените, кога одеа према гробот, веруваат дека гробот ќе биде полн. Го третираат Исус како да е ист со сите останати религиозни водачи од историјата на светот. Ако сакаш да најдеш некој водач, религиозен водач, тогаш треба да го пронајдеш во неговите поуки, да ги примениш неговите препораки и отприлика тука завршува се. Ангелот им вели на жените: ако го третирате Исус како било кој друг религиозен водач, тоа значи дека неговото учење ќе продолжи понатаму, но не и самиот тој. Ако го третирате на тој начин, никогаш нема да го пронајдете. Тој не е таму во тие нешта. Тој воскресна.
Зошто го барате живеот помеѓу мртвите? Тоа беше прашањето на ангелите до жените. Можеби некои ќе кажат вака, јас го почитувам Исус, ги почитам неговите поучувања, верувам дека бил голем човек, голем учител, голем водач, но не можам да верувам во чудесно воскресение или дека станал од гробот. Едноставно јас сум современ, модерен човек од наука, не можам да ги верувам тие нешта. Порано можеби луѓето верувале во такви нешта, но не и јас денес. Јас сум модерен човек. Има една важна работа која не смееме да ја пропуштиме тука. Лука ја адресира токму таа група на луѓе. Тоа што Лука од почетокот, воведот на неговото евангелие е дека тој земал за себе како задача да ги истражи сите тие докази, сите тие текстови, да ги испраша сите тие очевидци, да седне, да напише што се случувало и да го состави своето евангелие. Лука бара докази, Лука бара очевидци, Лука ги бара оние кои може да потврдат тоа што, да го раскаже тоа што го виделе, што го слушнале, што го искусиле. И Лука го составува тоа евангелие. Секогаш во историјата, а не само сега и за нас денес, било невозможно да се верува во воскресение. Секогаш е невозможно. Научниот мајндсет денес можеби ќе ни каже дека не веруваме во чуда. Тогаш, освен најнормалната причина дека не може да се верува во воскресение, има и други филозофски други филозофски причини зашто луѓето во првиот век едноставно не може да веруваат во физичко воскреснување. Можеби да веруваат, ти верувале дека духот е добар, ама телото е погрешно. Тоа е мајндсетот на таа генерација тогаш. Да зборуваш сега за телесно воскреснување, за прославување на телото, тоа е било неприфатливо. И тоа можеме да го видиме веднаш во првите мисии на црквата. Апостол Павле во Дела 17 глава кога патува во Атина, седнува таму да разговара со некои филозофи. И се во ред дека зборува за поучувањата на Исус, за кој бил, што правел, од каде е Исус, но моментот кога Павле ќе го спомне зборот воскресение, веднаш сите почнува да му се смеат, да го исмејуваат, и тука завршува проповедта на Павле. Воскресението како сега, така и тогаш било неверојатно да се верува. Докога сметаш дека не можеш да веруваш во воскресение бидејќи си модерен човек, погледни какви докази дава Лука овде во ова евангелие. Лука прави нешто неверојатно. Лука набројува имиња. Марија Магдалена, Јоана, која според друг цитат од евангелието според Лука е сопруга на администраторот на царот Ирод. Тој спомнува имиња. И тоа е многу важно. Еве и зошто. Лука своето евангелие го пишува од прилика 40 до 45 години после тие настани. Тоа не е ни многу време оддалечено од случувањата. Еве како би можеле да го разбереме тоа. Што ако сега излезе книга од некоја наша издавачка куќа, Култура или која да е, дека пред 40 или 45 години, некаде 70-те години, се случило нешто неверојатно во Скопје. Замислете дека тоа не е многу време за да можеш да се распрашаш, да прашаш некој кој биле живи во тоа време, но еве во книгата да пишува вака, дека во 70-те години во Скопје, во Дебар Мало, се појавил Гоце Делчев. Се вратил од мртвите. Се појавил, изборувал и поучувал. 40 дена Гоце Делчев поминал со Дебар Малци и луѓето го слушале. Многумина дури запишувале што тој кажувал, имало многу очевидци, понекогаш се јавувал сам на некој, понекогаш на група, а во еден момент Гоце Делчев се јавил на повеќе од 500 души наеднаш. Значи има стотици и стотици луѓе кои го гледале и слушале тие 40 дена и потоа исчезнал. И што ако таа книга излезе сега денес за настаните во 70-тите? Како би реагирале ние? Дали ти би одлучил дали тоа е вистина или не само затоа што ќе ја прочиташ книгата или ќе го направиш нешто тоа што е логично да се направи, ќе одиш ќе се распрашаш во Дебар Мало. Дали било тоа вистина? Ќе прашаш младите дали слушнале нешто од своите родители дека во 70-тите Гоце Делчев се појавил и зборувал тука.
Можеби ќе прашаш и некој од тие што останале живи од тогаш. Верувам дека ги имало многу. Тој 40 години, тоа не е многу. Ќе ти кажат дали навистина Гоце Делчев бил тука или не. И што ако кажат дека тоа не се случило во никој случај? Што ќе се случи со таа книга? Мислам дека тука завршува муабетот. Луѓето нема да одлучат што ќе веруваат само затоа што ја прочитале книгата. Тука ќе проверат вистинитоста на тие насадни. Посебно ако темата е таква каква што е во Евангелијата. Постојано слушам коментари дека Евангелијата биле напишани многу покасно од Исус и дека немало никакви шанси да се докаже дали тој дури дали постоел, дали навистина бил растнат, дали навистина бил воскреснат. Можеби бил воскреснат во срцата на луѓето, но не навистина физички. Постојано се јавуваат некои такви документарни филмови кои мене ме фрустрираат искрено, пошто не се научни, туку се на предпоставки со теории на заговор замешани, вака, каша попара. Но многу од текстовите на кои христијаните ја базираат својата вера се напишани помеѓу 25 и 40 години после тие настани. Мислите дека некој може да напише такво нешто и да избега од одговорност за веродостојноста на тие нешта? А дури уште повеќе да убеди илјадници луѓе да веруваат во тие нешта, само затоа што ги прочитале тие настани, без да проверат и за тоа нешто да бидат спремни да бидат и убиени? Мислите дека луѓето во првиот век биле, само затоа што живееле во првиот век, биле поглупи од нас, само затоа што живееме во 21 век? Мислиме дека сме морално попаметни, поинтелигентни од нив, затоа што се возиме во автомобили? Тоа се нарекува хронолошка арогантност или хронолошки снобизам. Лука не ни остава таков простор. Видете дури во 10 стих во текстот што го прочитав. Дури учениците сметаат дека муабетот на жените се чисти измислени глупости и ти не веруваат во тие приказни на жените. Затоа што биле нормални луѓе со нормални очекувања за човек кој ќе умре, очекува да остане во гробот. Петар се дрзнува да стане, да истрча до гробот, тој го гледа гробот празен, тој се уште не верува, но е зачуден. Има многу појави, тоа мора да го знаеме. Пред и после Исус се појавиле многу групи кои тврделе дека нивниот водач е Бог. И сите завршиле на исто место. Веднаш се открива причината на таа група, зошто биле околу тој водач, ќе го најдат телото, ќе го најдат гробот и толку. Во случајот на Исус, изјавите за неговата божественост и воскресението. За такво нешто да помине, едноставно мора да има толку многу докази, што не останува ни една друга опција. Сите сомнежи се порекнати и затоа толку многу луѓе веруваат во тоа нешто. Ги преплавуваат предрасудите и сомнежите со толку многу докази и сведоци. Едноставно има толку многу докази, толку многу сведоци. Не останува ни една друга опција. Тука се гледа првата грешка во ова прво прекорување на ангелите. Ако не можеш да веруваш во телесното воскресение на Исус, ја правиш првата грешка. Не е можно Исус да се најде само преку неговото поучување и почитување. Тој дојде да носи преобразба преку која ти лично со него ќе го градиш односот. Ќе знаеш дека тој е жив и дека тој делува и денес во тебе. Тоа е првото прекорување. Второто. Можеби можеш да веруваш во чудото на воскресението, но да го промашиш значењето на воскресението. Ангелот сака да им каже на жените вака: не сте го разбрале воскресението, затоа што не сте ја разбрале неговата смрт. Тоа е многу важно. Има едно мало зборче кое се појавува во текстот, кој мораме да го приметиме, кога ангелот ги потсеќа жените на тоа што Исус кажал. Вели вака: спомнете си како изборуваше додека уште беше во Галилеја, говорејќи дека човечкиот син мора да биде фатен, мора да биде предаден, треба и мора да биде уапсен, осуден, мора да умре. Човечкиот син мораше да умре.
Жените знае дека тој умре, но не и дека мораше да умре. Има голема разлика. Тие верува во тоа генерално дека тој умре за нив и дека ги сакаше. И дека им остави пример. Тие верува дека од Исус им е потребен само пример, но не и неговата смрт. Не верува дека им е потребна неговата смрт, не ја не очекуваа. Верува дека тие треба да живеат како него и за него да живеат примерен живот. Да застанеме малце да се прашаме. Дали можеби тоа е твоето верување? Дека треба да живееш како него, да го земеш како пример, да живееш за него, да живееш примерен живот? Дали тоа ти е склопот, дали тоа ти е оквирот на твојата вера? Мораме да разбереме нешто. Тој мораше да умре за нас. Тој е толку важно. Звучи дури навредливо кога ќе ви кажам и зошто. Да се каже дека Исус не умре само како пример, туку и како жртва за нас, значи дека се што ти можеш да дадеш од себе си, нема да биде доволно. Ти си премногу грешен, ти си премногу изгубен. Тој мораше да умре за тебе. Можеби голем дел од нас се однесуваат религиозно како и жените на гробот. Видете го нивниот профил. Ти мирно и пополека, според сите адети, со сите средства кои треба да ги имат за погреб, чекореа према гробот, одеа према гробот. Можеби голем дел од нас така се однесуваме. Се што имаме врз нас е еден некој религиозен профил кој го одржуваме постојано. Но видите што се случува моментот кога жените ќе дознаат радосната вест од ангелите. Тие веќе не одат. Тие трчаат. Тој не умре како пример за тебе, туку тој умре наместо тебе. Тоа е радосната вест. Дали живееш како Исус да не мораше да умре за тебе? Дали мислиш дека си можеби доволно добар? Дали мислиш дека можеш да го заслужиш животот и Божиот благослов? Дали мислиш дека можеш да го заработиш твоето спасение? Тогаш ја правиш големата грешка дека Исус умрел како пример за тебе, но не и наместо тебе. Се уште го третираш, тоа е многу жално, ако тоа го веруваш, се уште го третираш Исус како мртов основач на твојата религија. Како било кој друг водач, како било кој друг основач на религијата. Неговите поуки, неговиот пример, нешто повеќе информација, повеќе поучување, малку примена и тоа е Исус. Го третираш како се уште да е во гробот. Ангелите за тебе имаат едно прекорување. Не го барај живеот помеѓу мртвите. И доаѓаме до третото прекорување на ангелите. Може би веруваш во чудото на воскресението. Немаш проблем со тоа. Интелектуално го разбираш. Го знаеш дури и значењето за воскресението. Но го порекнуваш духовното значење на воскресението на Исус, бидејќи што се однесува до тоа, она што твојот однос со него го рефлектира е следното. Тој слободно може да биде и мртов. Не го чувствуваш, не го искусуваш, не го познаваш, ти само знаеш нешто за него. Овде останува збор не за некои лоши луѓе, не некои со лоши намери. Овде станува збор за добри луѓе, со добри намери, за луѓе кои се воцрковени луѓе, црквени луѓе. Интелектуално ти го разбираш сето ова, но нема никаква духовна реалност во тебе. Еве го примерот, совршен пример за тоа како може би изгледа нашата вера, како изгледа нашиот однос со Бог. Дали некојаш се стоеле пред на гробот на некој ваш ближен, сакан, некој кој многу сте го сакале, сте го почитувале, што ви значал некој многу? Може би ќе отидете на гробот, ќе оставите цвеќе, ќе се соберете со пријатели, ќе изразите почит, ќе се сетите на неколку случаи од животот на тој човек, дури може би некоја солза ќе капне. И се тоа трогнува, дури инспирира. Но ништо тоа не е лично. Не разговараш со личноста. И не делуваш со личноста. Ти делуваш со сеќавањата за личноста. Токму тоа беа обидите на жените да го направат тоа во тој момент.
Но ангелот им кажа, не можете да го направите тоа, едноставно тој не е тука. Прашање за нас, може би да размислиме сите. Сигурен ли си за себе дека ти не го правиш токму тоа? Дали твојот молитвен живот изгледа како да стоиш пред нечи гроб? Дали така чувствуваш молитвата? Дали така се рефлектира твојот однос со Исус? Или го чувствуваш неговото присуство? Кога ангелите им велат на жените да не го бараат во гробот, бидејќи тоа е погрешното место да се бара Исус, тие ги предизвикуваат да одат да го барат на друго место. Библијата е исполнета со искуствени настани. Библијата те предизвикува да постапиш искуствено, да бараш. Кога псалмистот во 34-тиот псалм ќе каже вкусете и видете дека Господ е добар, зарем мислиме дека псалмистот мисли дека Господ можеби и не е добар, или дека читателот можеби не знае дека Господ е добар. Сите знаат дека Господ е добар, но тоа не е доволно. Ти треба да го вкусиш Господ дека тој е добар. Треба да го искусиш, искуствено да го знаеш тоа. Зарем не е доволно да се знае дека Исус воскресна? Не. Треба да искусиш дека тој е воскреснат. Зарем не е доволно да веруваш дека е воскреснат, да веруваш зошто е воскреснат? Не. Треба да видиш дека е воскреснат. Треба да го најдеш Исус воскреснатиот во твојот живот, да го сретнеш. Великден те бутка подалеку од само некакво согласување, взаемно согласување дека Исус воскреснал. Те бутка многу подалеку од тоа. Великден кажува дека тој е жива реалност. Треба да го искусиш дека тој е воскреснат, те предизвикува. Да се биде христијанин, тоа значи да го преминеш прагот на некаква согласност, дека тој воскреснал и да тргнеш во правецот дека ти ќе го пронајдеш Исус воскреснат, ќе го искусиш и ќе видиш неговата слава и ќе искусиш неговата љубов. Имаш таа вистинска прилика да го искусиш во сите тие нешта и да се исполниш со таа љубов, со тоа задоволство и да бидеш исполнет со тој прекрасен мир. Кај се пронајгаш ти од тие три групи на луѓе што ги спомнав до сега? Кој прекорување тебе ти зборуваше многу? Доколку чувствуваш дека си дел од таа последна група на луѓе, знаеш дека, иако веруваш и знаеш зошто воскреснал, но знаеш дека не ја чувствуваш живоста на односот со Исус, постави си цел за оваа година дена. Обнови го тој однос. Постави си цел. Од денес натаму барај го животот со Христос во тој во кој тој ќе биде присутен во тебе личносно и искуствено. Немој да се задоволиш само со некакво почитување за тоа што го направил или да останеш само на согласност и верување за неговото воскресение. Барај го животот и воскреснатиот Христос да стане вистински дел од твојот живот. Посвети се на проучување на неговиот збор. Тоа е прекрасен почеток. Почни да го читаш неговиот збор како што треба. Барај го Господ таму помеѓу тие редови. Помини време во молитва. Молитвата е прекрасно време во кое ти можеш Господ може да те изгради, да те исполни. Обрни внимание на односите помеѓу тебе, околу тебе. Работи на нештата со кои совеста те измачува. Спознај го како жив Господ. Немој да се задоволуваш со нешто што не е живо. Анализирај се себе си. Анализирај го твојот живот. Преиспитај се зошто можеби секоја прилика крадеш љубов од секоја ситуација. Бараш и крадеш внимание, признание во секоја прилика. Дури алчно се обидуваш да ги задоволиш тие нешта во тебе. Можеби тоа е затоа што не си вкусил дека Христос е жив и дека е воскреснат. Не си ја искусил неговата љубов која исполнува. Знаеш за неговата љубов, но не си ја искусил. Зошто се обидуваш да набилаш слава преку работата, кариерата, толку многу се трудиш, па тоа го спомнуваш константно во сите разговори, што си направил, колку ти е тешко во работата, добиваш признание, за колку слава, за колку ти се трудиш. И никогаш не е доволно. Можеби затоа што не си ја искусил Исусовата слава, Христовата слава од твојот живот. Немој да се помириш со лажната реалност дека животот реално те удира и нештата по кои копнеш, например, љубовта, задоволството, мирот, славата, можеш само бледо да ги искусиш.
во животот. Не е така. Немој во никој случај да се помириш со тоа. Воскресението ни покажува дека тие нешта можат да се живеат во полн сјај преку односот и преку искуствениот однос со Исус, воскреснатиот кој е жив и денес. И кој те бара, кој те предизвикува, за кој ангелот ти кажа, немој да го бараш на места каде што мислиш дека тој е мртов. Немој да го бараш во гробот. Тој не е таму. Тој не е мртов. Тој не е помеѓу мртвите. Тој воскресна. Тој е жив. Тој мораше да го премине се до тоа. За јас и ти да имаме живот. И тоа живот преку Великден кој го почнува живот во новото создание. И можеме да пиеме сите од таа радост, да се исполниме. Патот до тоа задоволство е преку празниот гроб. Оди и барај го Исус. Сретни го. И нека таа средба донесе неверојатна промена во твојот живот. Нека се исполниш со љубовта Христова, со радоста Божја и со неговиот мир. Бог нека биде со вас. Амин. Добар си, кога добар не сум јас. Љубов си, секој да ја искуси. Светлина, темнината ја порази. Надеж си, гревот ми го прости ти. Ти си мир, кога страво доаѓа. Вистина, кога збунет талкам јас. Радост си, за песни, веси, причина. Живот си, смртта ти ја победи. Кај тебе доаѓам, твојата љубов е за мене доволна. О преградката твоја сум спокоен, светлино вечно владееш. Надвишен, неопфатлив, недостижен. Господ си на целото создание. Тука си, крај тебе цело веќе сум јас. Ти си Бог, неспоредлив. Кај тебе доаѓам, твојата љубов е за мене доволна. Во преградката твоја сум спокоен.